Здраво! Денес на серија Чекори ќе ви покажеме како да стигнете до извод од компјутерски запис, образец М1, М2 од пријава-одјава во задолжително социјално осигурување. Секое лице кое е вработено или било вработено може да добие извод од компјутерскиот запис на пријавата или одјавата во или од социјалното осигурување која е регистрирана во евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Овој образец е познат под името М1 и М2. Истиот документ може да го добие и работодавачот за лицето кое било вработено или се уште е вработено кај него. Одиме на веб страницата на националниот портал за e-услуги uslugi.gov.mk. Натискаме најави се и не се отвара делот за најавување каде претходно сме веќе регистрирани. Во полето корисничко име го впишуваме нашето корисничко име, што вообичаено е наша емаил адреса, и во полето лозинка ја впишуваме нашата лозинка. Потоа кликаме на најави се. Со завршување на оваа акција ќе дојдеме до страната на нашиот профил на националниот портал за e-услуги. Овде ја бираме опцијата животни настани и од подменито ја бираме опцијата вработување. Гледаме дека ни се отвара една листа на електронски услуги и ја бираме соодветната услуга што сакаме да ја добиеме, односно кликаме на издавање на извод од компјутерски запис, образец М1, М2 од пријава-одјава во задолжително социјално осигурување, за да добиеме повеќе информации за оваа услуга. Потоа, откако ќе се запознаеме со деталите за оваа услуга, кликаме на Аплицирај, кој ќе не однесе во делот за поднесување на барање за оваа услуга. Овде, од паѓачкото мени, избираме јазик, при што со изборот на јазик започнува процесот на вчитување на нашите податоци и креирање на барањето за електронска услуга. По вчитувањето на нашите податоци, порталот за оваа услуга ни бара да го наведеме во празното поле датумот за проверка, односно со кликање во празното поле ни се отвара календар за да го избереме датумот за проверка од компјутерскиот запис на образецот М1, М2. Следен чекор е да се кликне на поднеси, при што ни се покажува веќе креираното барање, и следен чекор е да се кликне на потврди.